Такси превозот во градот губи во квалитет, се жалат сопствениците на такси компаниите, превозниците, а и граѓаните. Кај нас знае се, сиромашка работа, слаби коли едно друго и тоа е се. Па сега кој колку има можности такви возила набава ворови. Сега поново возило за да има секако е подобро. Нови таксиња си треба по-европски да биде, поубаво да бидат, да има нови коли убави. Кај нас во Штип, како ќе ги оцените? Возилата? Па не се многу лоши, ама може и подобро да биде. Најголем проблем се старите возила. Возниот парк не е обновен со години, нема работници, а дел од такси компаниите се откажаа од работа. Со работници се потешко и потешко. Затоа и останавме од 10-12 компании, останавме 3-4. Сега веќе кога сме веќе помалку барем да бидеме и квалитетни и квантитетни. Такси превозот беше секојдневна појава, значи далеко од луксус. Знаеме во цела Европа што значи со такси да се возиш. Кај нас тоа стана секојдневие. Сега и тоа не е лошо, но поради тоа секојдневие па немаме квалитет. Возиме со очен возен парк од пред 20 години возила, да знаете во градот какви возила има. Такси здруженијата самоиницијативно се организираат за надминување на состојбите, бараат подобрување на условите за работа и подигнување на квалитетот на услугите. Закажаната средба во Министерството за транспорт и врски се одложи, како што информираат од Сдруженијето на таксисти во Штип. Забрзано се работи на измени од Законот за превоз на патници. Во предлог измените од законот, меѓу другото, ќе има и барање такси возилата да добијат жолти регистарски таблички.